Добар ден на сите. Моето име е Лука Андов и јас сум ученик во трета година во средното училиште на град Скопје, Владо Тасевски. Оваа лекција ќе го објаснам начинот за располагање со заштитни средства преку нивно вложување во банка. За полесно совладување на лекцијата ќе ве водам преку следниве прашања: дефинирање на штедна книшка, што е штеден влог, какви штедни влогови постојат, од што зависи каматата кај штедниот влог, дали вложувачот има право да изврши промена во рокот на орочување и кои податоци ги содржи штедната книшка. Штедната книшка е писмен документ кој му служи на вложувачот, законскиот застапник или на овластеното лице да располага со штедниот влог и во неја се запишуваат сите уплати и исплати на штедните влогови и други потребни податоци. Таа се издава врз основа на склучен договор за динарски штеден влог. Штеден влог е паричен депозит на физички и правни лица кој може да биде динарски или девизен депозит и се состои од главнина и камата. Главнина е износот на пари кој се вложува во банка. Камата е паричен износ кој го исплатува банката на вложувачот по истекот на рокот на орочување. На граѓаните им се на располагање следниве штедни влогови. Штедење по видување, односно за штедачот вложените пари се достапни веднаш. Кај штедењето по видување, банката ги чува парите без да му исплати камата на штедачот. Орочен штеден влог со рочност на 3, 6, 12 и 24 месеци, во каматата се исплатува на крајот од рокот на орочување. Висината на каматната стапка зависи од должината на времето на кое штедниот влог е орочен. Каматата се пресметува од денот на вложување, а му се исплатува на вложувачот по истекот на рокот. Каматата може да се подигне во целост или делумно. Каматата што не е постигната се смета како дел од главнината на штедниот влог. Вложувачот може да побара промена во рокот на орочување на штедниот влог и во тој случај се составува нова пристапница со изјава на вложувачот. Штедната книшка ги содржи следните податоци: име на банката која ја издава и број на штедна книшка, име и презиме или назив на вложувачот, година и место на раѓање, адреса, назив и број на лична исправа, назив и место на издавачот на исправата, име и презиме на законскиот застапник, година и место на раѓање, адреса, назив и број на лична исправа, назив и место на издавачот на исправата, простор наменет за подпис на вложувачот или на законскиот застапник, простор за уплати и исплати во штедната книшка. Кај штедните книшки за орочено штедење, на опачината од насловната страна е напишан следниот текст: средствата по оваа штедна книшка се орочени на празно место, месеци и не може да се подигнат пред истекот на рокот на орочување. На оваа страна уште се наоѓа името на издавачот, број на штедната книшка и службени забелешки, доколку има потреба. Се надевам дека со оваа аудио видео лекција ви помогнав во објаснување на начинот за располагање со заштедени средства преку нивно вложување во банка. Ви благодарам за вниманието.